Сакам да изразам и да споделам со вас едно задоволство за соопштената одлука од состанокот помеѓу винариите и лозарите со премиерот Димитар Ковачевски и со министерот Љупчо Николовски, на која што од сите посредувања помеѓу винариите и лозарите се дефинира една највисоко зголемување историско, да речем, на откупната цена на винското грозје од 30%, односно 13 денара за Смедеревката и 15 денара за Вранецот, како и дополнителна субвенција од 2 денара од страна на владата. Сакам да информирам дека ова почна со буџетот, сега како пратеник од ТКВШ настапувам, заедно со пратеничките од Социјалдемократскиот сојуз, каде што ние предвидовме во интервентниот фонд да има обавезно обезбеденост на средства за интервенција во делот на откупот на винското грозје и истото беше прифатено. Наше застапување беше со личен придонес и мој да имаме взаемен третман како на винариите, така и на лозаропроизводителите, односно субвенционирањето на производителите на вино да биде во иста релација и со ист износ како и стимулацијата, односно субвенцијата за лозаропроизводителите. Така и се реализира. Спроведовме една надлежност од Законот за земјоделство, каде што во подсекторската група на Министерството за вино и лозарство утврдивме нов институт, односно го активиравме тоа како овластување на Министерството за производна цена на најзастапените сорти на винско грозје. Се утврди производна цена која што се дефинира и во делот на посредувањето, односно резултатот од посредувањето со винариите откупувачи да се добие 13 со 15 динара откупна цена. Самиот закон, кој што е сега во процедура, кој го најави и премиерот и министерот, дека е со европско усогласување и во интерес како за лозарите, така и за винарите, ја предвидува оваа производна цена како законска обврска, што ние веќе ја со оваа година отпочнавме во соработка со Институтот за лозарство и винарство и тоа сега е во процедура да се усвои како законска уреденост, што ќе значи голема стратегиска цел на реализацијата и моја лична како пратеник кој го застапувам лозарството и на другите пратеници кои што се од нашиот регион, а тоа ќе значи да на производната цена утврдена од научна институција, верифицирана од Министерството, со закон се утврде и плюс цена, која што е сега во предлог од 25%, која што на некој начин сега се реализираше со интервенцијата, со големо разбирање, со големо учинување, така да кажам, што треба да се цене од граѓаните лозаропроизводителите од страна на владата во оваа кризна состојба, како енергетска, така и од секој друг вид на криза, да се во рамките на програмата за борба за храна да се третира и лозаропроизводството со оваа стимулација. Средствата што се обезбедени, моје застапување ќе биде покрај оваа одлука што се дава за лозаропроизводителите, како и за винариите да биде условено да ако се со посредување постигне во откупот во оваа реколта 22 година да се постигне делот на оваа цена 13-15 денара, да тоа ќе значи за нив и услов за остварување на субвенционирањето за нив, она по извоз на флаша и по извоз на литар наливно вино.
тоа значи дека овие средства кои што сега се заокружени на 4 милиона денара, има голема шанса да истите како субвенционирање покрај по 2 денара, што е генерално за сите, да бидат и за извоз на винско грозје во гајби, како и да се очекува да онаа гарантирана цена, што значи производна цена плюс цена која што значи профит на лозаропроизводителот, што ќе се гарантира со идниот закон, сега да се гарантира и моје застапување ќе биде заедно со пратениците од овој крај, од Социјалдемократскиот сојуз, да ние имаме една определба да таа гарантирана цена производна плюс за профитирање на лозарите биде обезбедена во оваа реколта, како што ќе биде уредено со новиот закон за вино. Ја ќе следам будно оваа состојба, изразувам спремност за целокупниот период на откуп на лозаропроизводителите, стоам на располагање, уделот на застапувањето, уделот на евентуална интервенција за разрешување на проблеми, како и во однос на тоа да се има во субвенционирањето делот на гаранција дека ова што се сега договори ќе биде и реализирано, очекувано од винариите со ваква откупна цена, но ќе биде реализирано и со гарантирана откупна цена за лозарите, што значи, со било каков проблем, ако се јаве во делот на ова што е договорено, ние, и јас сега изборам во моје име, како пратеник од Социјалдемократскиот сојуз, јас ќе интервенирам да тоа маса на средства, што е сега 4 милиона евра, може да биде и 5 милиона евра, да биде насочена секогаш во однос на обезбедување на гарантирана откупна цена за винското грозје, што ќе значи да овој износ, значи 13, 15 плюс 2 денара, претходна субвенција, нели, за одржување на лозови насади 40, односно 48 денара на еден хектар, како и 100% зелена нафта, да значи една гарантирана откупна цена која што ќе биде во оваа реколта обезбедена со интервенција од владата, а која што ќе биде исто така гарантирана, следена од мене и од нас, за да се истата реализира и во однос на евентуални проблеми при откупот, пократко кажано, во секој случај за лозарите да биде обезбедена оваа гарантирана откупна цена, највисоко како пораз до сега што е остварен, и лозаропроизводителите сега како одлука со реализацијата како ефектуирање треба да бидат и да ценат, и да бидат задоволни и да ценат дека ние како пратеници владата има реализација која што е во нивен интерес.